Опозицијата со конкретни барања, власта без одговор. Мицкоски побара од Ковачевски да каже не за така наречениот модифициран предлог, а за возврат ќе се откаже од барањето за предвремени парламентарни избори. Му понудив на Ковачевски да излезе и да го одбие ова кое што е доставено како предлог. А јас да се повлечам од барање за предвремени парламентарни избори. Да ги ставам сите капацитети на ВМРО ДПМН институционални и да ја помогнеме на владата во надминување на предизвиците кои што оваа зима ќе се појават пред нас. Тука пред се мислам на безбедносни, енергетски предизвици со храна, финансиски и така натаму. И на пролет, кога ќе поминеме сите заедно оваа, според мене, можеби, а и според многумина, најтешка зима, да седнеме и да направиме реавалуација, репроценка на актуелната состојба. Втората опција која Мицкоски ја ставил на маса е дека ако навистина Ковачевски верува дека е обезбеден идентитетот во делот од заклучоците од првата меѓувладина конференција, да се избришат членовите 11 и 14 и две точки од преговарачката рамка кои се однесуваат на протоколот на првата меѓувладина конференција. Членот 11 од записникот е член кој што детерминира дека Македонија нема да отпочне преговори се додека не го промени уставот и нема да има преговарачка рамка, а членот 14 се повикува на протоколот кој што е дел од втората меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија, конференција и протокол во кој што се наоѓаат историските прашања, образовните прашања, културните прашања, промената на учебниците, а потоа во преговарачката рамка да го избриша делот каде што стојат годишните прегледи и да го избриша делот каде што се повикуваат на протоколот од записникот на втората меѓувладина. И тога заедно да излеземе да ја подржиме. Наместо одговор од Ковачевски повторно само уверување дека предлогот е далеко поповолен за нас, а македонскиот јазик бил чист без никакви фусноти. Тој уверува дека отворените прашања со Бугарија требало да бидат решени на билатерална основа и не се дел од преговарачката рамка. Ковачевски истакна и дека дел од коалиционите партнери одговориле позитивно за предлогот. Сите тие не задираат воопшто ниту во третманот на македонскиот јазик, кој што е чист во преговарачката рамка, ниту во идентитетот и самобитноста на македонскиот народ. Тоа е мултилатерален документ кој што е усогласен во Европската унија и кој што на нас ни обезбедува да опочнеме преговори со Европската унија. Ако во Брисел Ковачевски кажа не поради тоа што го послушал гласот на народот, сега во однос на револтот на граѓаните повикува на рационално размислување со ладна глава. Инаку, ова беше прва лидерска средба меѓу Мицкоски и Ковачевски откако е во функција на премиер како дел од консултативниот процес кој го отвори владата за францускиот предлог.